Здраво и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Магазин на телевизија Мега. Веќе известен период како дел од репертоарот на интимен театар од Битола и представата Скршена стомна во режија на Софија Ристевска, главните улоги во представата ги толкуваат Маја Андоновска-Илиевски и актерот Никола Пројчевски, а како една улога има и госпоѓата Летка Андреевска. Подетално за представата, но и за содржината предлагам да слушнеме во продолжение. После 10 дена боцкање се вратив кај мојот доктор. Сега ти имаш. Ти произведе 3 јајце клетки. Девојката пред тебе произведе 7. 3 јајце клетки заминава од Багдад. По неколку дена докторот го врати во мојата матка и ми рече: Да помогне Бог. Да помогне Бог. Препораки од доктори, акушери, специјалисти и политичари. А добрата наука и технологијата, огромната сума на пари што уплатив на вашата сметка пред почетокот на целата моја процедура. Девојките лежат побожно. Јас читам весници со трачи рубрики. Како? Британскиот певец Елтон Џон до саботата најави бојкот на облеката од брендот Dolce & Gabbana како одговор на едниот од италијанските дизајнери кој ги нарече синтетички. Скршената стомна е 8-ма поред представа на независната театарска куќа Интимен театар од Битола. Представата е правена по мотиви од германскиот автор Хайнрих фон Клајст и авторски текстови на Билјана Крајчевска. Скршената стомна е расказ за изгубениот и заблуден човек што нема капацитет да се бори, а секогаш го избира патот на финансискиот прогрес. Идејата е дека по улиците шетаат полумртви кукли, жртви на чудовишниот капитализам, што полека се прекршуваат и ја губат својата животна рамнотежа. Таа е представа за човекот на 21 век, кој што е претворен во шуплива кукла, манипулирана само и единствено од моќта на капиталот. Емоциите, љубовта и семејните социјални врски се поретко се појавуваат во секојдневието на човекот, што е пласиран и определен само и единствено од пазарот на трудот. Кариерата и финансиската мок се ставени пред основните човечки начела и принципи. Инстант живењето не осакатува и не претвора во осамени, егоистични и антисоцијални индивидуи, вели режисерката Софија Ристевска. Главните улоги во оваа представа ги толкуваат Маја Андоновска-Илиевски и Никола Пројчевски, а кореографијата е на Кире Миладиновски. Маја Андоновска-Илиевски дел од актерската екипа Скршена стомна, која што известен период се наоѓа на репертоарот на интимниот театар, еве на самиот почеток кажи ни збор-два за твојата улога. Ако речам улога, тогаш треба да зборувам напамет некои работи, затоа што не станува збор за конкретен лик кој што јас го играм од почеток до крај во представата, туку јас сум представник на жените во времето во кое што функционираме денес во нашата земја, па и општо. Јас сум представник на женските проблеми и убави моменти кои што ни се случуваат. Јас говорам со гласот на модерната, современата, социјално будната жена. Говорам од разни години, од своја 5-годишна возраст, почнувам со една лична приказна која што подоцна расте заедно со мене и со Никола на сцената, значи поминува 5 години, 8 години, 13 години, жена која што се соочува со средно школа, факултет, жената која што се обидува да добие дете и не може да го има истото, жената која што се бори со рак на дојка и жената која што се прашува има живот или нема живот, да се остане или да се замине. Благодарам за можноста да кажем нешто повеќе за представата во Интимен театар, веќе јас станувам дел и од овој театар. Драго ми е што работам со Софија Ристевска во веќе следен пат и особено ми е драго за тоа што работам во представата со мојата колешка Маја Андоновска-Илиевски. И така, да кажувам дека работев на еден одреден лик кој што имаше таква и таква проблематика, не би сакал да говорам затоа што оваа представа нема нешто такво. Ова е представа во кој што се кажуваат нешта кои што ни се случуваат секој ден во животот. Кажуваме нешта и од нашето лично искуство и од искуството на нашите сограѓани, сожители, луѓето од соседството, познаници, за горливи и за помалку убави теми, нешта кои што денес и како не гушат, ни оставаат на едно непријатно чувство и на крајот нудиме едно гледање со кое што можеби би можело да биде едно решение, односно како на кој начин можеме да се ослободиме од нештото што ни натоварало
такво бреме и таков товар да носиме. Специјална гостинка во представата Скршена стомна е госпоѓа Летка Андреевска, која преживеала рак на дојка, но не дозволила болеста да ја скрши, за што говори во самата представа. Мојата улога е навистина кратка, само е како да кажам нешто како моја лична не биографија, моје лично искуство во животот. Инаку јас зборувам за ракот на дојка како болест, која јас еве веќе 6-та година го поминувам, борбата се уште трае и искрено кажувам прво за тоа како пројде целиот процес на лечење на ракот на дојка. Најмногу кажувам за тоа како се чувствува жената после, да речам, таа операција, после тие поминати хемотерапии, после тој најмногу стресот што го доживуваш поради болеста која знаеме дека не е ни малку лесна, дека е малтене чума на овој наш нов век. И на крајот е битно што покрај се јас кажувам дека и покрај сите болки, покрај сите маки, покрај сето тоа во ова наше секојдневие, животот се уште постои и дека треба да се живее. Тоа е мојата поента на појавувањето всушност во представата, значи треба да се бори човек и да живее. Имам 40 години, 30 килограми, 3 деца. И знам дека мојот маж веќе 4 години живее со друга жена. Веќе известен период оваа представа е дел од репертарот, како истата е прифатена од страна на самата публика. Со оглед на тоа дека добивам навистина многу коментари по социјалните мрежи, но она што мене многу ми значи и ме радува е дека покрај громогласниот аплауз кој што го добиваме на секоја представа, луѓето заминуваат со плачење. И мислам дека тоа е еден доказ дека она што ние сме го сработиле пред Нова година, нели имавме премиера, што го работевме 2 месеци, тоа како допира и по коментарите што ги добиваме од поблиски луѓе кои што лично ме познаваат, велат дека ако не те фати една тема, сигурно ќе те фати некоја друга. Нема човек кој што може да остане рамнодушен на представата. И тоа мислам дека е за нас како актери најголема награда. Представата Скршена стомна следно на репертарот на Интимен театар ќе биде на 10 и 11 февруари. Тука, почитувани, е крајот и на денешниот магазин на телевизија Мега. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Вие се разбира, останете понатаму на оваа фреквенција. Со нови информации се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидување.